Динамичниот живот, градскиот асфалт, вревата и смогот од автомобилите се само дел од причините што секој од нас сака да застане и да земе барем малку чист воздух. Но не секогаш е возможно да прошетаме на некое помирно место, особено ако е многу подалеку од нашето место на живење. Едно блиско патување, може би во првиот викенд од месецот, на само неколку километри од главниот град, ќе ви понуди прибежиште од сето она што се нарекува стресно и динамично живење. Општина Илинден може слободно да констатираме идеално место токму за таков одмор. Илинден на географската мапа е запишана како општина која е распостана на околу 97 квадратни километри, каде живеат приближно 16.000 жители. Како посебна единица на локалната самоуправа е формирана пред 16 години. За толку кратко време бележи и нагорна линија и станува посакувано место за живење, одмор и е добра почва за отпочнување на нов бизнис. Има многу добра сообраќајна поврзаност, бидејќи преку незината територија минуваат делниците од меѓународните автопати и тоа коридорите 10 и 8. Тука е и железничката линија Белград-Скопје-Атина. На оваа територија се наоѓа и меѓународниот аеродром Александар Велики. Токму затоа и се најде на листата на Патокас. Се наоѓа меѓу 230 и 550 метри надморска височина. Во состав на општина Илинден влегуваат 12 населени места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Делјадровци. Се почесто слушаме за тоа дека овој дел од земјата станува лидер по инвестиции и вложувања, зашто сведочи и големиот број компании кои станаа веќе составен дел од работењето и пулсирањето на Илинден. Градејќи и урбанизирајќи ја секоја слободна педа, се овозможува подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Во општина Илинден имаме дефинирано 9 локални економски зони. Овие 9 економски зони се во најголем процент изградени. Се наоѓаме на една локација каде што е подготвена за инвестиции и каде што има дел од предпријатија кои што се во почетна фаза, во фаза на изградба, меѓутоа имаме и инвеститори кои што се во завршна фаза во градба. Би сакал да истакнам дека само во текот на оваа година, 2012 до сега, имаме отуѓено 30 парцели токму за изградба на објекти, односно мали и средни предпријатија. Во изминатиот период во општина Илинден се реализирани 70 вакви градби. Овие предпријатија, овие инвестиции овозможија креирање на повеќе од 1000 нови слободни работни места и целта ни е и во иднина да даваме силна поддршка на малите и средни предпријатија и на предпријатијата кои што се веќе формирани и работат во општина Илинден, меѓутоа и за привлекување на нови инвестиции. Се повеќе компании, како домашни, така и странски, одлучуваат својата бизнис проекција да ја реализираат токму тука, во Илинден. ПКБ-ско е познат и признат производствен гигант во земјава, кој целиот свој капацитет го стационирал во оваа општина. ПКБ-ско во 2009 година го купи локалитетот на кој сега се наоѓаме, во општина Илинден, населено место Кадино, од причина што прво таков простор не можеме да најдеме никаде во Скопје, да речам, условно речено. Ова представува најблиско место до Скопје во смисла на поврзаност со патишта. Овдека сме дури подобро поврзани од моменталниот локалитет на кој се наоѓаме во Шутово-Ризари. Со двата аутопата сме поврзани, интерна патишта сме поврзани, си постојат на лице место, така да од асфалтен пат директно се влага на нашата локација. 2010 година значи се постави камен темелник овдека, поминаа скоро 2 години, во септември месец 2010 година го поставивме тој камен темелник. Најдовме на една голема соработка, да не кажам чисто и домаќинска и деловна од страна на градоначалникот, службите негови во градењето, во цело време во градењето на овој објект
ни беа на испомош, сите проблеми ги решававме заедно, а имавме проблеми. Верувам дека останати уште така не проблеми, туку два овој случаја ќе ги решиме со пуштањето, ако не во близок временски период, со канализацијата и обиколниот пат, така да максимално сме задоволни од соработката. Индустријските зони им посакуваат добре дојде на новите производствени капацитети, директни средства во буџетот на општината. Колку тие наменски се трошат и дали граѓаните се задоволни од она што се работи, а е од значење за нивниот поквалитетен живот. Мислам дека општина Илинден сега за сега е меѓу подобрите општини, барем ние пошти тука живееме нормално. Па сега има некои сите недостатоци што е нормално сега. Инфраструктурата е добра, сега нешто околу одводот не е малце поголем проблем. Сега толку, ако успеат тоа да не го решат, мислам ќе бидеме ептен благодарни. Но све се прави и све напред иде. Еве и средно отвараат и градинки, све мислам вред. За разлика од другите години, супер, мислам дека станавме како мало градче. Па треба још нешто да се направи, помодерно да се направи, још овие тротоари да се изнаправи, уште канализација се гради, али уште не е изградено све, али мислам гради се. У целину добро е, не може се одеднаш да се постигне. Општина Илинден во соработка со мисијата на ОПСЕ во Скопје го изработи новиот стратешки план за локален економски развој за периодот 2012-2016. Стратешкиот план содржи конкретни цели и акциони планови за одржлив економски и социјален развој во насока на создавање просперитетна иднина во локалната заедница и регионот. Но како и секаде, така и тука некој мора да се грижи за се да функционира. Секој град, населено место, село или населба има потреба од добра инфраструктура, која е најважна за лесно движење и нормален проток. Илинден е меѓу ретките општини во земјава која е изморедно добро опремена со внатрешни сообраќајни комуникации, зашто зборува и фактот што до секоја населба водат асфалтирани патишта, неретко и од повеќе правци. Патната инфраструктура како една од приоритетите е дел кој што во минатиот период, во минатата година, успеавме да асфалтираме повеќе од 17 километри и оваа година е во тек интензивно асфалтирање на нови улици и патишта во општина Илинден, бидејќи вкупно имаме 270 километри на локални улици и патишта во целата локална самоуправа во 12 населени места, од кои што е потребно и нивно одржување, меѓутоа и нивно осовременување. Имаме локации каде што имаме пробиено целосно нови патни правци, целосно нови улици во стилот на една модерна населба, затоа што пристапите, локалната патна инфраструктура е клуч за едно добро живење. Целта ни е да секое домаќинство има добри услови за живење и добар пристап во сообраќајот. Покрај сообраќајната инфраструктура во општина Илинден исто така се работи и се работеше на комуналната инфраструктура, тоа е во делот на фекалната канализација, каде што се опфатени сите 12 населени места со проектот. Тоа е проект кој што го работиме по сегменти. До сега успеавме да изработиме еден сегмент од 1250 еквивалент жители заедно со пречистителна станица. Во моментов работиме на уште два сегмента со таков капацитет и во објава беше тендерот за набавка на две нови пречистителни станици. Значи, сметаме дека останатите сегменти, како обезбедуваме средства од општината и од други извори на финансирање, така работиме на подобрување на комуналната инфраструктура, односно фекалната канализација. Делот исто така што зафаќа инфраструктура, меѓутоа и подразбира и дел за заштита на животната средина и отворените одводни канали, кои што исто така бараат нивно континуирано одржување, чистење и уредување. Нова населба по светски стандарди ќе никне во општина Илинден. Во функција на локалниот економски развој донесен е урбанистичкиот план за локалитетот Јака, со намена за домување во семејни куќи и хотелско-сместувачки капацитети.
Предвидено е површината од 28 хектари комплетно да се уреди и изгради. На овој начин, општината, водејќи се кон својата цел за прераснување од рурална во урбана и атрактивна, продолжува со создавање на услови за одржлив економски и социјален развој, како и овозможување на квалитетни просторни услови за живеење. Општина Илинден ја доби надлежноста за управување со градежното државно неизградено земјиште од страна на владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски. И сега она што Министерството за транспорт и врски управуваше со градежното државно неизградено земјиште, сега локалната самоуправа во овој период се насочивме пред се кон планирање, урбанизирање на земјиштето и насочени сме кон создавање можности за живеење. Имаме планирано неколку локации за домување. Би сакал да ги поканам и сите заинтересирани граѓани од нашата општина, меѓутоа и од околината. Нека повелат ефтино земјиште, ниски комунали, тоа е она што го нудиме и целта ни е да овозможиме услови за домување. За едно просечно семејство, за еден млад брачен пар, да може да си дозволи да купи парцела за градење и сето тоа во нареден период од 5 години да може да го изгради. Секако дека општина Илинден како локална самоуправа во својата стратегија ја следи програмата за работа и стратегијата на владата на Република Македонија во делот на управување со градежното земјиште, во делот на живеењето и во делот на подобрување на условите и можностите за домување. Се води грижа и за квалитетно образование. Во тој дух во употреба е пуштено модуларното училиште. Изградбата чинеше 1,5 милион евра, од кои 1 милион се обезбедени од буџетот на општината, а 500.000 евра се грант од словенечката влада, како дел од реализираната билатерална соработка меѓу владите на Македонија и Словенија. Со површина од околу 2300 квадратни метри, во него ќе се образуваат 420 ученици во една смена. Располага со 12 училници и 4 кабинети, како и просторија за исхрана. Тука ќе се создава стручен кадар кој ќе биде неопходен за компаниите кои стопанисуваат на територијата на Илинден. Ваквиот начин на образование функционира во високо развиените земји во светот. Се внимава на секој сегмент од урбаното живеење. Се обрнува големо внимание на спортските активности. Се градат спортски терени, се овозможува здрав дух на младите. Една од приоритетните области на развој на општина Илинден е спортот. За развој на спортот и во целина општината во изминатиот период инвестираше големи средства во изградба на спортска инфраструктура на територија на општина Илинден. За таа цел се изградени повеќе капитални објекти на територија на општината, како што се спортската сала во која што сега во моментот се наоѓаме Гоце Делчев, која што е дел од проектот на владата на Република Македонија во соработка со Агенцијата за млади и спорт за изграда на 35 спортски сали на територија на цела Република Македонија. И оваа спортска сала максимално е искористена од страна на граѓаните на општина Илинден, бидејќи во текот на една недела оваа спортска сала покрај учениците од основните училишта на територија на општина Илинден нејзе ја посетуваат и голем број спортисти, активни спортски клубови, но и граѓани рекреативци кои што ја користат во различни спортови. Како показател за искористеноста на овој капацитет е што низ неа неделно поминуваат над 1700 спортисти и рекреативци и таа е отворена 7 дена во неделата и работи до 24 часот. Покрај оваа спортска сала изградени се на територија на општина Илинден и 2 помошни фудбалски игралишта во населеното место Марино и Кадино, како и сега последниот капитален објект што го изградивме во соработка исто така со владата и Агенцијата за млади и спорт, тоа се 4 тениски терени. За целосно исполнување на програмата во делот на спортот, како и за одржување на овие капитални објекти, во 2010 година општината формираше посебно јавно предпријатие кое што е формирано со една единствена цел за управување и одржување пред се на овие спортски капацитети, односно менаџирање нивно, да во секое време граѓаните имаат
квалитетни и соодветни услови каде што можат да спортуваат, но и се разбира и спортските клубови да им се дадат квалитетни услови за да можат да ги одработуваат своите тренинзи и да настапуваат на официјалните надпревари. Младите се иднината на земјата. Во таа насока се движи и локалната самоуправа на Илинден, вложувајќи во осовременувањето и создавањето на нови предучилишни установи, кои до пред неколку години беа мислена именка. Така наместо 80, сега ќе може да прими 200 деца на возраст од 2 години, па се до тргнување во училиште. Животот без вода не може да се замисли, но за волја на вистината сите жители од 12 населени места немаат никакви проблеми со водоснабдувањето. На јавното комунално предпријатие Водовод главна преокупација му е навременото и квалитетно снабдување со вода за пиење. Летниот период без никакви проблеми. Квалитетот на водата е задоволителен од причини што истата таа анализа и проверка на водата ја прави Центарот за јавно здравство 2 пати до 3 пати во месецот, така да граѓаните на општина Илинден може да бидат сигурни дека водата што ја конзумираат е здрава и чиста питка вода за пиење. Во изминатиот период, иако имаме сушен период, нашите бунари и капацитети овозможија да граѓаните редовно се снабдуваат со вода за пиење. Ние во изминатиот период, поготово овие 2 месеци, имаме апели до граѓаните за рационално користење на водата, не од причини дека ќе немаме вода, меѓутоа од можноста да се појават такви одредени недостатоци или осцилирање во однос на притисокот на водата, ги замолиме граѓаните совесно и наменски да користат чистата вода за пиење. Граѓаните излегува во пресрет, така да досега немаме некои позначителни проблеми и се надеваме дека и во периодот што ни престои дека граѓаните ќе ги снабдеваме со оптимален притисок во однос на водата за пиење. Најголем успех е да се успее во идејата да се направи спој меѓу убавото, традиционалното и автентичното. Заживувањето на нешто што некогаш постоело па исчезнало и со макотребна работа, многу љубов и ентузијазам, повторно е возобновено, е навистина за поздрав и почит. Ансамблот за народни игри и песни Илинден оваа година одбележува 40 години од своето постоење. 2012 година е добар датум за културно-метничкото друштво Илинден од Илинден. Некогаш културно-метничко друштво сега прерасна во ансамбл Илинден. 2012 година навршуваат 40 години од основањето на културно-метничкото друштво. Што значи? 90-тите години згасна и со мала помош од локалната самоуправа, од жителите и некогашни членови на ансамблот, смогнаме мали сили да го поддржиме сето тоа на неколку ентузијасти да почне да функционира. Направивме што направиме, основачко собрание, се договориме да тоа почне да функционира. Тргнавме од нулта, еве сега 6 месеца некако функционираме, работиме, па мислам дека и натаму ќе продолжиме. Со тоа што моментално има негде околу 60 на членови, девојчиња, младенци, добри музичари, што на локално ниво и не сме ги не знаеле дека постојат. Еве, сами доаѓаат, се дружиме, функционираме. Мислам дека и ќе успее оно што сме го замислиле да го направиме и ќе го направиме натаму. Задоволни од она што го видовме од талентираните деца, следна наша дестинација беше ателјето на академскиот сликар Новица Трајковски. Прекрасен двор со разнобојни цвеќиња кои пренат со својата убавина и нежност. Отворена врата за гостите кои изразија желба одблиску да го видат неговиот простор, каде кој твори и создава дела кои се негова голема гордост. Како што вели тој, тука сум роден и живеам во Илинден, бидејќи ова е најубавото место. Од самото моје раѓање сум со Бога. И тоа е мојата животна инспирација, божествената љубов. И тоа е пораката, дефинитивно, поради која сум роден, да го насликам и да им го представам на луѓето да знаат
која е нивната награда и зошто се родени. Ова што го снимате во ателјево мое е дел од тоа. Имате сцени од моите дипломски работи до денеска. Тука се исто така и сцените за мојата наредна изложба која ќе се одржи во Македонската академија на науките и уметностите. Тука се исто така и сцените што ќе стојат во новиот археолошки музеј во Скопје, за кој сум посебно горд дека ќе бидам присутен со моите дела, исто како што сум присутен не само таму, и во многу ликовни галерии и музеи. Во мојата општина се одржува една културна манифестација која се нарекува поетски средби во чест на младо починат поет Драјан Крушкаровски, кај што на тие поетски средби се одржуваат и ликовни изложби. Сум учесник на тие ликовни изложби неколку пати. Така што општината уме и знае да ги следи оние што живеат и работат, што творат например, и со мојот начин, и знаат да го вреднуваат и ценат нашиот придонес, што го правиме за нашата општина, воопшто за нашата општина, не само за нашата општина. Ако сакате на дланка да ја видите општина Илинден, упатете се кон црквата Свети Петар и Павле. Импозантна гледка. Се е како на дланка. Фрлате поглед и се уверувате во она што сте го виделе и чуле. Една некогаш рурална средина во друштво на европски заедници. Доколку сакате да одморите, да се освежите или пак да вкусите квалитетна храна, посетете го хотелскиот комплекс Белви, кој нема да ве изневери. Пријатниот амбиент, свежината и тишината се како од бајките. Одлична можност да ги средите мислите и повторно да дојдете тука. Уживајте! Продолжува нашето патешествие наречено Ја сакам и запознавам Македонија.